даде можност на ръководителот Марија Кичевска да даде такова збор, а потоа ние ќе се доврзаме на оваа дискусија. Идејата и целта на мала сцена е да се развиваат нови креативни кадри од македонски кореографи. Јубилеот ќе го прославиме со 5 представи и една изложба. Тоа ќе започне на 22 април и во првата вечер ќе можете да проследите 2 представи, а тоа е документари од Андријана Данчевска и Ехо на баронот од Дејан Митровски. Тоа публиката ќе може да дојде во фоајето овдека на Националната опера и балет и да ја види изложбата на слики од Искра Шукарова, а тоа е под наслов Вечни тела. На 24 април ќе имаме представата Д како Дездемона од кореографката Ресима Ресимки и на 25 е затварањето со представата Патување од турскиот кореограф Џан Арслан. Што ги имам своите први почетоци и запознавање со современиот танц и мојот сон секогаш беше да направиме една вечер каде што ќе се собираме македонски кореографи, а малата сцена е една платформа која што дава креативен поход, да кажем, каде што можеме креативно да се изразиме. Така да оваа вечер за мене денови на македонски кореографи е значајна и за младите кореографи кои што се развиваат и им треба простор за развивање и нормално на тие етаблираните кореографи кои што спаѓаат Ресима Ресимки, Искра Шукарова, Олга Пангол, Игор Киров, кои што исто така своите почетоци ги направија на оваа мала сцена. Продукција со македонска опера и балет, односно национална опера и балет или некои независни проекти кои што ќе може да се одржуваат на таа сцена. Таа сцена треба вечно да трае, таа сцена треба да се развива и таа сцена треба да буди креативни умови како што ги имаме ние во нашата држава. Кореографи, тоест домашни кореографи кои што работиме подолго на сцената, мина ми голема чест што Скопје танцовиот театар, трите премиери кои што ги има, решивме да бидат точно на деновите на македонски кореографи, значи, како што кажа господја Кичевска, на 22, тоа се Андријана Данчевска и Дејан Митровски.